Камбовски, неговата научна големина, како што можевте да видите тука, и на негова иницијатива и настојување, денеска на Македонската академија на науките и уметностите ни го стапува овој простор тука, значи да се собереме за една ваква, да се запознаеме с тоа дело, инаку сите вие знаете, бидејќи сите добро ме познаете, дека главната намена и цел на овој потвор што го направи јас е, како што велам јас, да биде дел во вашите ранци, а не во вашите полици. Односно, оваа книга, јас се потикнав да направам за вистински онамо теренот, значи да ја читаме на теренот, од неја да се поведуваме. И сега ќе видите од малата презентација, значи зашто е содржината на книгата и што е замислата на проектот, ќе видите како оваа книга ќе се го најде местото во секојдневниот живот на Македонија. Значи, уште еднаш сакам да напоменам, Македонската академија на науките и уметностите мора да изразам благодарност и до сите вас да ве запознам дека е минатата недела, минатиот понеделник, на 21 март, на денот на пролета започнахме на пролет во македонската наука во однос на геополитиката и геостратегијата. За прв пат, благодарение на залагањето и на поддршката на академик Владо Камбовски, преку Центарот за стратегиски истражувања, и одржавме првата конференција на геополитичката и геостратегиската положба на Македонија во услови на бегалската криза. Ни беше присутен председателот Ѓорѓи Иванов, ни беа присутни бројни професори, стручњаци, и имаме за цел, значи после оваа конференција, да започнеме со издавање на прво меѓународно научно списание по геополитика и геостратегија, македонски геополитички преглед, а исто така планираме во септември оваа конференција да добие меѓународен карактер. Така што тоа е една од новините што се случуваат тука, а кои што се насочени кон всеопшт придонес во знаењето и науката, кои што па се основа за да може да се прават најцелисходните политики за подобар, успешен и напреден живот на нас на овие простори. Кој пак, еве како стручен, како образован човек од геополитиката, морам да кажам, затоа се необходни проучувањата и изучувањата на просторот во кој живееме, за да можеме да знаеме каде и што треба најцелисходно да преземеме. Во тој контекст и тоа така академик Камбовски ја спомена отвореноста и приемчивоста што Македонската академија на науките и уметностите што овој октомври ја отвори за поширока јавност, а тоа е преку проектот Матичен википедијанец, кој во моментов јас го спроведувам, а кој секако понатаму ќе си најде простор преку обука на вработените и на останати луѓе доброволци, да се користи научниот фонд од оваа установа, од овој храм на науката за информативна и поширока употреба. До сега, од октомври, на македонската Википедија се над 300 дела се поставени, се создадени доста статии, претежно од сите области. Има и од хемија, од медицина, од биологија, од историја, значи не само за Македонија, туку од сите области на науката. Во тој поглед сакам да ви кажам, може би сите што добивте поканата, видовте има линк и до самата статија за оваа книга на македонската Википедија, таму може да го посетите линкот на оригиналниот напис од Ѓорче Петров. Тој е скениран од Народната универзитетска библиотека и е достапен за секој, значи секој што сака подетално оригиналот да го анализира, како што јас се нафатив, значи да го анализирам бидејќи 120 оваа година се 120 години од промоцијата и да го обработам малце, да го приспособам за денешниот читател, за денешните услови. Значи ќе можете преку статијата на Википедија да го оригиналот од книгата да го видите, бидејќи, како што реков, јас овие 3 години, како што растев и се формирав јас како човек, така се променува моите гледишни и ставови, така се, може би ќе забележите некои недоследности во рамки, значи некои печатни грешки, може би. Меѓутоа се, ова што се случи беше плод на еден голем ентузијазам, една голема љубов кон Македонија. И затоа, значи, сега во текот на оваа презентација ќе видите, значи, која е целта на ова издание, значи ова не е за научна употреба, значи не е дословен превод на оригиналното дело, тој е дословен, ова е приспособен за современото живење во Македонија. Меѓутоа да не лажам многу, бидејќи сите имате работа и сте зафатени во ова време. Знаете дека вистинската промоција ќе започне следниот викенд по македонските планини, реки, езери и бавини. Да започнеме со ред, значи само малку. И тоа се случува.
Значи, прво ќе се осврнеме што е содржината на оваа книга, за да знаеме за што може да употребиме и што беше причината да оживотвориме повторно во современото живење. Значи, тоа е опширен научен монографски труд посветен на проучувањето на Македонија, тоа се посеопфатно проучување на Македонија, од областа на географијата, економијата, етнографијата, етнологијата, историјата, лингвистиката и геостратегијата. Значи, ова се сеопшти, баш како што сами од нас кажа, материјали по изучувањето на Македонија. Многумина, значи, вака ќе си дозвам малце пословно да кажам, многумина се залетува, да речем, мислејќи дека оваа книга е за војводи, за комити, за такви работи, меѓутоа воопшто не е тоа оваа книга. Оваа книга е напишана 1896, значи пред 3 години по основањето на револуционарната организација, меѓутоа нејзината содржина е поинаква. Напишана од нашиот голем револуционер Ѓорче Петров, зашто сум многу радосен што и негов потомок имаме тука меѓу присутните. И таа е во издание на печатницата Вълков од Софија во 1896 година. Јас морам да ви кажам дека, како што е насочен, јас не извршувам некои длабински анализи, тоа го оставам, како ги видите во предговорот на книгата, тоа го оставаме на историчарите, на лингвистите, на филозофите. Мојата цел е што само ова е изворено, значено, четиво и делови материјали да се најдат пристапни за пошироката јавност, да ги има, да може да ги чита за поширока употреба. Така што јас ќе се осврнам на некои мали историски нешта во Македонија, меѓутоа тоа си го оставиме да се вршат работата оние кои што се насочени кон тоа. Наслов на оригиналот е материјали по изучувањето на Македонија и во основа книгата е напишана на бугарски јазик со многу она што е интересно, што ми одзема доста многу време при преведувањето е што таа содржи изворено голем број на народни и стари архаични македонски зборови. Јас се обидував да го обогатиме нашиот јазик со наши изворни зборови, па затоа на места ќе видите производително наместо продуктивно и така некои зборови кои што се надам дека е така со едно такво отпечатување ќе повторно ќе се најдат местото во нашата јавност. Исто така оваа книга има голем број на руски зборови кои во тоа време во стилот на пишувањето доста се користеле во тоа време. Потоа има турски изрази, тоа оригинални. Јас баш да речеме за Кратово имаше некои поговорки на турски, за Тетовско на пример некој паша кога доведувал водовод турски, така што морав да се додам и директно да прашам луѓе така да ги преведам тие делови. И црковно-словенски записи има, например, некои манастири како што е Света Богородица Пречиста во Кичевско, неговата посета Ѓорче Петров, например, има оригиналниот текст на црковно-словенски во оригиналната книга. Така што јас тука морам да дури од моето присуство тука, дури некои академици ги консултираве, конкретно ќе го споменам академик Ѓорги Филиповски, кој го прашува баш за почвите, бидејќи во книгата се опишуваат и составот на почвите на Македонија, па за некои термини мора да го прашам него. Потоа академик Ѓорги Попатанасов, тој непосредно пред печатењето последните 10 зборови кои што не можам година и пол да ги преведам по ниту еден речник по интернет, тој ми помогна баш да ги преведам на современ денешен македонски јазик. Така што во суштина повеќе од година и пол јас се обидов така, бидејќи јас не сум ниту филолог, значи мојата цел не е, мојата струка не е превод и толкување, така што на основа на мојата големи познавања од Македонија, теренски, мојата желба и љубов да се придонесе на Македонија, така едно мој превод и видување на оваа оригинална книга. Значи, оригиналот, ова е копија од оригиналот, која што јас ја преведов книгата. Тука се 4 страници на еден лист, инаку во архивот тука во Македонската академија го има копија во 2 тома, со единични страници, ќе се многу големи. Оригиналот на книгата содржи 734 страници. Ево овој оригинал. И тоа е поделена во 4 главни делови. Значи, првиот дел е орографија на Скопско и Битолско. Тука имаме опис на релјефот, планините, котлините и соправците на нивното протегање, разгранување и особености. Вториот дел е хидрографија, тука имаме опис на реките, речните сливови и езерата во Македонија. Третиот дел се патните врски, значи опис на сообраќајните, патните и железничките врски во тоа време. И четвртиот дел е топографијата, односно опширен и детален опис на географијата, местоположбата, економијата, значи тука има за производството, трговијата, има за плодноста на одредени почви, издашност и така натаму, животот, говорот, носиите и историјата на населението во селата и градовите во Тетовско и Гостиварско, Кичевско, Скопско, Кумановско, Кратовско, Кривопаланечко, Кочанско, Сопијанец, односно Делчевско и Малешево, Перовско, Штипско, Радовишко и Ленинско. Ова се тие што се подетално обработени, а инаку, например,
конкретно, например, Велјашко не го пишува тука, меѓутоа во делот за хидрографија, за долините на Бабуна и Тополка, таму ќе забележите, таму прво тој ги пишува и ги опишува селата, кој е чифлик, што произведува, така што е затоа пишувам дека книгата содржи детални или делумни податоци за речиси цела денешна Република Македонија и делови од Егејско-Пиринска Македонија. Значи, четирите главни делови, кои што ги спомнав, понатаму се поделени на одделни глави и поглавја, кои што се посветени на растителниот свет на планините, значи тука има со што се обрастати планинските падини, што расте и слично, потоа средствата, патиштата, водите, значи извори, реки, потоци, каде се тие се влеваат, нивната издачност, моќност и така натаму. Потоа има патиштата и средствата за сообраќај во тоа време, одликите на населението, стопанските односи, производството, земјоделството, трговските врски и можности, преданија. Ова е доста интересно, значи тука покрај тие научни истражувања се содржани преданија за одредени места. Ќе видите има неколку снимки што ќе ги видиме на крајот на презентација. И тие беа една потик, например, баш да се врати тие беа потик оваа книга да се врати во една, да се оживотвори во оваа употреба, на која што подоцна малце ќе се осврнеме кон тоа. Значи, понатаму има изгледот, архитектурата и уредувањето на куќите, улиците, селата, градовите во соодветните предели и области на Македонија. Книгата, иако е првенствено насочена кон изучување тогаш на Скопски станчак од Скопскиот или Косовски вилај по тоа време, содржи огромен број на целосни или делумни податоци, информации за проучувањето и истражувањето на речиси цела денешна Република Македонија и делови од етничка Македонија. Сега да се отидеме на оној дел, значи, за денешното издание, која беше идејата, како се роди. Значи, имајќи ли предвид огромниот изворен број на податоци, информации и материјали за Македонија кои содржи книгата, главната цел и намена на ова нејзино од моја страна преведување на современ и стандарден македонски литературен јазик е таа да се име да се распространи во широка употреба во науката, образованието, уметноста, културата, туризмот, во јавност и современото живење на Македонија. Идејата за нејзино ваков превод и обработка започна проникнувши во втората половина на 2012 година. Јас искрено се ќе кажам како дојдов до постојањето на оваа книга. Јас доста читам и истражувам книги за антропогеографија и етнографија на Македонија. И во една книга од 1951 година од Јован Трифуновски, тоа е македонски географ, антропограф, етнограф, што најголем дел неговите дела се напишани на српски, па се надам понатаму во очите на замисла дека тие негови дела ќе се преведат на современ македонски јазик и ќе се сообразат со денешните услови. Јас веќе на нашите прошетки из Македонија од тие негови дела и праваме збирки кои што ги оставаме по пленарски домови, по луѓе. Така што во негова книга забележа дека постои книгата од Ѓорче Петров и се од любопитност си реков ајде да ја побарам да видам што точно пишува во самата книга. Конкретно и кога дојдов до книгата си реков навистина е извонредно значено четиво кое што може да се употребува во секојдневниот живот со доста значајни работи и со неколкумина мои пријатели кои што се тука присутни се собравме и си дадовме збор дека ќе се обидеме да стигнеме до оригиналот и да започнеме да го преведуваме. Се обезбеди фотокопија на оригиналот во март 2013 година, јас тогаш бев на студии во Прага, на магистарски студии и кога се вратив од вториот семестар во јуни 2013 година, започнав со преведување на книгата, кое што беше во целост завршено и изведено на 30 ноември 2014 година. Сега, значи, за ова издание, оригиналниот текст на книгата во целост буквално е преведен и отпечатан на 484 страници, значи разликата нема ништо испуштено, разликата е тоа што нели сменат проредот. Ќе видите малку, значи затоа велам дека ова не ги исполнува оние научни стандарди, например на изданијата на Ману што ги има или изданијата што ги прават академиците, бидејќи ќе видите овој повеќе баш четиво за во ранец и за на терен на ливада на врв покрај река, отколку повеќе за на полица и на биро. Значи, она што кажам затоа почитувајќи ги авторските права, значи како своевидна преработка на оние песни што се да речем во рок-н-рол верзии, тоа јас направив така на мала, значи приспособување на однос на географските места, топонимите и имиња на народи и етнички групи кои денеска нели имаат друга конотација. Стопански дејности, земјишни мерки, например, за наети во тоа време се директно преведени, да речеме, на денешен јазик.
и така натаму. Меѓутоа, тоа сакам да истакнам дека измените се сосема мали, се многу внимателно сообразни, значи она што е конкретна фотографија тоа не е изменето, бидејќи секако тоа би значило дека веќе фалсификуваме нешто. Се сообразни да не влијат и да не променат веродостојноста и оригиналноста на самиот текст, значи смислата, вистинитоста и самиот тогашен историски контекст во кој што е пишувана книгата. Односно, целта на тие измени, кои што се приспособени ќе видите во книгата, е многу полесно со денешен јазик и смисла се долови тој историски моментум оваковачен ова бесценната книга која го отсликува македонскиот простор од тоа време. Значи, главната цел е таа да служи како прирачник, помагало, извор или водич во рамки на настава по географија, историја. Во основни средно училишта имавме еден проект во средните училишта, ќе видите снимка една. Потоа, значи, истражување во географијата, историјата и она што јас го велам, таа да биде водич при екскурзии, излети, туристички тури, планинарски походи, материјал за изработка на сценографија, на снимање на играни, документарни, туристички филмови. И текстот веќе од книгата се на големо референциран се користи за уредување на македонската Википедија, како што споменав. Јас уште малку ќе пуштам тие снимки, каде што ќе видите каде што се користат делови од оваа книга. Во однос на нејзиното историско значење, тоа нели ќе понатаму ќе биде предмет на истражување. Јас само ќе сакам да прочитам две реченици од Васил Ивановски Бистришки. Тој во 1934 година напишува на многу битна статија, се вика зошто ние македонците сме оддална нација. Случајно овие денови оваа книга ја скенирав за Википедија, па така случајно најдов дека се споменува оваа книга на Ѓорче Петров, па сакам од наш македонски дец од 1934 година да прочитам што тој напишал за оваа книга на Ѓорче Петров. Значи, тој вели вака. Петар Попарсов влезе во првиот централен комитет на таа организација, а Ѓорче Петров, кој произведе исто така тие страни, стане идеолог на организацијата. Тој уште на времето ја напиша книгата Географијата на Македонија, значи тоа се однесува на оваа книга, во духот на сепаративната идеја. Понатаму тој уште нас спомена дека како бугарската влада се однесувала кон македонските дејци, меѓутоа тоа само еден извод вели, со забраната на книгата на Ѓорче Петров, кој денес се наоѓа во ракопис во архивата на Бугарското воено министерство. Значи, јас тоа само го спомнам дека била позната книгата, јас тоа не претендирам, значи не е ни моја струка, не е ни моја област, историчарите понатаму ќе ценат вредност, меѓутоа сакам да кажам дека оваа книга била позната, па е причина зошто се решаваме да ја вратиме повторно во живот. Нашиот план е книгата да се достави и подарува, значи ова не е за комерцијална употреба, како што не е за поширока продажба, туку таа дојде така да се остави, да се подарува и да се дава на луѓето. До сите библиотеки, училишта, стручни научни установи, туристички асоциации, планинарски друштва, домови за култура, културни туристички информативни центри во Македонија, Сдружение на македонци во државата и страната. Со оглед на тоа дека оваа 2016 година се навршува точно 120 години од првото оригинално издание на книгата, со официјалната промоција на преводот, за која се собравме денеска тука, ќе се пристапи кон враќање во живот на оваа книга. И за таа цел во текот на целата 2016 година ние ќе организираме бројни прошетки, походи, истражувања и уживања, како што велам јас, познат сум по тоа. И цела Македонија што со оваа книга ќе прочитаме, ќе научиме, ќе видиме што исто, што се изменило. И при тоа ќе оставам по еден примерок во местата кои ќе ги посетуваме за тамошните луѓе, тамошните посетители, намерници, туристи да имате убав и корисен патеписен водич за тој крај за цела Македонија. Сега би пуштил неколку снимки да видите како се користи книгата и за како јас лично и како веќе ја употребуваме книгата, а потоа ќе прочитам уште неколку извадоци. Книгата погледа делува Поморското и Паланечкото поле, заедно со тоа служи за преводи Поморската, Паланечката и Католската плата каза. Прво погледа на високиот дел на Масил Македон. Ова е библиотеката тука на Видам макар така е овие. Нема погледни Ѓорче што го напише. Тој ме се Википедија, истражи на лице место што запишал Ѓорче и што ќе видиме, да го најдеме, да најдеме планината Оглед. 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 Не е нао. Ова е најсеверното село во општина Ранковце, Герман. На падините на планината Герман. Наобни се Билино,
односно Герман сме ние, Билино, напади се рече Загорските планини, а намо ние Поздрав. Се родиме во Кривопаланечко, напредало по Поздрава. Додиме да го најдеме толку споменувањето од Ѓорче Петров, Гоглин. Мора да го пронајдеме. Уживајте во Македонија. Ова беше во рамки на една експедиција од Википедија што правевме во Македонија. Ако на едното клипче од Кресте плейлиста ви видовме најјужната точка на Македонија, сега во Кривопаланечко е најсеверната точка на Македонија. Тоа е Чупино Брдо. Планината Билино, како најсеверна огранка на Билино, завршува Чупино Брдо, која што се наоѓа најсеверната точка на нашата држава Билино. Провењата кон нашите северни источни соседи. Вие сте во на најсеверните делови на Славиште, ќе одиме да го доистражиме и да го најдеме Гоглин. Уживајте во Македонија. Гоглин, јужната огранка на којте кој ги дели Пороксото и Паланечкото поле на Славиште. Промајте Крапачко, Мановско и Паланечко. Да. Ова е неоткриената планина Гоглин за која што Ѓорче Петров пишува толку многу. Гоглин. Гоглин која што позната по лисиците и зејаците во Кумановско и по Капинска бана. Целова планинска верига од којте следната Гоглин. Не откритме, а за неја ќе читате некој стејте. Долу е Славиште, Кумановско и Крапачко, село Паланечко, што е Гоглин, а ние истражуваме уживаме во Македонија. Уживајте во Македонија! Сега само обрнете внимание на следниот кадр. Драго што уживатели во Македонија, дали нешто е подсечено, дали гледате некаква сличност? Да. Македонското сонце на сегашното македонско знаме изобразено во дворот пред влезот на црквата Света Петка во селото Радибуш. Кривопаланечко кога сме во Радибуш. Овие ќе можете да ги видите понатаму на мојот канал Уживе во Македонија на YouTube. Сега да видиме едно мало делче од Шарпланина. Гледате ова шаренило? Затоа е Шар планина. Одиме кон плат, а конечно е со нас и книгата од Ѓорче Петров, од која што ќе прочитаме по нешто за Шар планина. Уживајте во Македонија. Здраво што уживатели во Македонија, еве не на шаренилото на Шар планина, не прекрасен ден под врвот плат. Конечно, со книгата на пријателите и учењето на Македонија Ѓорче Петров, кој ќе го прочитаме следно. Вика, вика жителите на шарските села ги даваат на разните места на билото различни називи, од кои некои се познати само таму, а другите во цело Петровско. Позабележителни активите се следните: на југ од врвот Шар, или познат како Титов, оригиналното истинско име е Шар, се Смрека, Смрдеш, Маздрача, а на север од него Стардатица, Титио Пилимек, Врвшар, Рогобеч, највисокото место на целата шарска линија, Дејчевска планина, Ајрадин и Исмел. Потоа следуваат Брза вода, Ливадица, Рамна, Бистрица, Чушица и Каменица, кои засочнуваат најсеверни дел на самата шарска верига, Везарица планина и врвот Ченегари на водите. Отпадото најбавата гледка, која што се сака Никола Томов, со книгата материјали за изучањето на Македонија Ѓорче Петров, а од неја ќе прочитаме само едно нешто. Нова во Петрика. Шар е многу висока планина. Таа е највисоката планина, не само во Тетовско, Скопско, туку во целата наша земја Македонија. Таа се гледа дури од Почанско и Штипско, и по високите места од Битолско. Ова е Шар, ова е големината на Македонија. Конечно е. Уште едно кратко, ова е малку по-на југ, на Илинска. Здраво што уживатели во Петек. Шуми, оде од Железник. Илинска плаќанска планина, кои славните комици што плаќат. Железник, Железник, и славна Дебарца Охридска, ево поле што гледате, е Дебарца, првата слободна територија. Она што се бели, она во Охридското езеро, таа голема водопространство, а онда што исто така уште кој ќе се бели во кој може би нема да може да го видите со данас времена. Викам, меѓутоа нашата чудата е Преславско, Охридско и Охридско и Преславско. Ова е Железнико, за да видите се, а тоа е високата Илинска планина, Блиски. Да прочитаме што Ѓорче Петров по својата книга материјали кои се изучувањето на Македонија запишал. Значи, вели, голото место што дело жолт изглед, споредба со она на Стогова, а не него Стогова, е многу мало. Речи се половината тоа е пресечено се да доста малко билет, по кој минува патот изглед преку
Демирхи се завогани. До времена таа позната под името Илинска планина. Според целото игра од каде што дојдат, кој што се наоѓа на нејзината планина, а од периодот југозапад со Булвар, над милиот таа позната под името Голема Пика. За првот лиска, Ѓорче Петров запишал дека селото на Илинска планина, исто ги наречено лиска, поради тоа што на него има многу лиска, односно лискун, односно камен шкилет плочаст. Други го пропета жителите на Мала Илина, односно Голема Илина, дека видите покриви на кухите И ова само накратко ќе покажам, ова е во рамки на ние со оваа книга веќе во ноември спроведовме еден проект во 3 средни училишта во градот Скопје, каде што на основа на записите на Ѓорче Петров и на Јордан Хаџиконстантинов чинот за градот Скопје имавме како мали предавања, потоа имаше да надпревар по историја. Така што еве сега еден мала снимка и од тоа. Дворце во Корчагин и има ги предвид нашиот план за понатамошно издание за книги за Македонија. Тука се наведени имаме три изданија ќе ни следат. Првото се делописи на Македонија, односно патеписи со велосипед на мојот голем и ценет пријател Слободан Трајковски, или познат како Касандар Македонски. Потоа имаме нешто за Маријово, каде што постојано одиме и од оваа книга правевме, оваа година ќе произлезе една туристичка брошура од материјалот самата оваа книга и за задоволството така што сите оние скромни средства што ќе собереме ќе одат за издание на нови книги, авторски книги, како и за вие добро знаете дека нашето здружение прави една активност која што се вели Македонирај, тоа е добротворен фонд каде што ние со велосипеди преку нашата активност велодарност одиме посетуваме разни семејства, социјално загрозени поединци, млади претежно, односно пред се млади луѓе, така што ние сега не сме толку медиумски стагнати, тоа беше само да се потикне свеста за таа работа, ние сепак си добиваме кон тоа, така што сите скромни средства ќе одат понатаму за уште повеќе вакви трудови дела кои што ќе изучуваат Македонија и ќе даваат простор за што повеќе да се спознае овој простор кај што живееме, за да можеме што побој понапредно да живееме. Јас се извинувам за мојата возбуда, ви благодарам многу за вашето присуство што го извоевте вашето време денеска. Тука имате список за секој што е заинтересиран, може да сте свој контакти, па ќе стапиме во контакт за секој што сака да обезбеди еден пример. А после ова, со завршувањето на овој дел,
ве поканувам на еден мал скромен коктел, каде што ќе може вака лично да си честитаме и да си поразговараме.